Од сега нема пари за советниците кои нема да присуствуваат на седници на општинските совети. Многумина ја претераа, па на седници одеа кога сакаат или пак седниците ги напуштаа кога сакаат. Во Штипскиот совет со посебна одлука ова одамна е регулирано, но прашањето е колку тоа советниците успеа да ги направи поодговорни. Во делот на присутноста на седници на советот ние до сега не сме никој проблем, така да од тој аспект не очекувам дека во скоро време ќе дојде до нарушување во делот на почитување на одребите во овој правилник за определување на надоместниците на членовите на советот. Она што не успеа по совест направено е со сила, но како ова го коментираат пак некои од советниците. Во секој случај дека овие акти, овие прописи допринесуваат да присутноста на седниците биде поголема, со тоа и ефикасноста на донесување на одлуки. Од друга страна, поради многу причини, советниците исто како и пратениците во последно време се трн во око на граѓаните. Што тие мислат за тоа дека советниците треба да бидат платени според присуство и активноста? Цела плата взимат, а може би и некаде работат. Само пари треба да взимат кои ќе одат на седници. Инако нема потреба. Секоја пара треба да е заслужена. Па ако оде на работа не треба да му здеви да си одземе. Нормално е тоа што. Ја ако одам на работа, кој ќе ми даде пари? Тоа си е нормално. И така треба да биде. И да се борат они за нас, а не ние за нив. Ние ги бирам. Тај што треба да заслужена, да се оде на кога работно место, да му е тоа. Тамо да си биде и да си земе плата. Секако, начин да го изиграат законот советниците имаат, но прашање е дали еден ден ќе можат да ги изиграат и граѓаните кога ќе дојде време за нови избори. Одлуката дали ќе ги преспиат 4 години со редовен паушал или нешто и ќе сработат, но таа дилема не треба да е дилема за некој од нив. Односно, од сите 153 советници колку што ги има во 11 општини во регионот, кои во просек примаат месечни паушали од 10 до 15.000 денари, а претседателите на општинските совети 18.000 денари.